Well, I'm Canadian, so I'm not American. I guess that's the first point. So there's only so much I can do. 63% of taxes from North Macedonia from the United States, and everybody was, where is Chris Pavlovski now? Can you do something about this? No, because I'm Canadian. I'm not part of the administration. I don't work for the government. I work at Rumble. I can only do what I can do. And I'm not American, not administration, I'm Canadian. Крис Павловски, првиот човек до господинот Трамп во администрацијата кој што нас ќе ни помогне да влеземе во периметерот и плоштината на господинот Трамп, уопште нема врска со администрацијата на Доналд Трамп и од Канада. Па нели Крис Павловски беше тој човекот на Трамп, најблиску до Трамп, со Трамп. Ќе видите вие за неколку месеци Крис Павловски, многу јак Крис Павловски. Ќе ни го донесе Трамп у Македонија, ние со Трамп преку Крис Павловски, најаката администрација. Изгледа Крис Павловски на телевизија у Македонија вика ја немам никаква врска со администрацијата на Трамп. Јас сум канаѓанец. Види ова кај нас го викаат, ја нисам одавде. Сега проблемот за премиерот Христијан Мицкоски е што тој ги представуваше средбите со Крис Павловски како средби со луѓе кои што се најблиску во периметерот на администрацијата на Доналд Трамп и кои што можат да допринесат Македонија подобро да биде позиционирана кога станува збор да си ги заштити своите интереси кај Доналд Трамп. Човекот каже, ја немам таква можност, ја немам таква моќ, ја не можам да му сеам на Доналд Трамп и му речам не ставај 43% царини за Македонија. Проблемот е што ова видео, овие две видеа, 20 чока, у суштина докажува дека Христијан Мицкоски и неговите пајташи ја лажеле македонската јавност со месеци.